إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije bi'idhnillahi ta'ala che продолжimo с jedno novo poglavlje od ova izvanredna knjiga, a to je poglavlje ovo koje veli autor od Šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Babun men jahada shay'an min al-asma'i was-sifat. Poglavlje onoj koji negira nešto od Allahovite iminja i svojstva. Znači, naslovom na poglavlje to je onoj koji negira nešto od Allahovite iminja i svojstva. I kako što velit šejh Salih al-Šejh hafidahullah, дека верувањето во Аллаховите имиња и во неговите својства е, значи, од теухидот, теухид ел-есма ва сифат. И овај теухид, теухидот на есма ва сифат е поврзан со теухид ел-улухија. Значи, со теухидот на обожавањето, на ибадетот. Ва алейке селам рахметуллах. Значи, е поврзан со теухидот на обожавањето. Исто така е теухид ер-рубубија. Значи, теухид ер-рубубија и теухид ел-есма ва сифат алудираат за теухид ел-улухија. Значи, овие двата врсти на теухид, теухид ер-рубубија и теухид ел-есма ва сифат алудираат, значи, за теухид ел-улухија. И затоа велит шейх Салих ал-Шейх во објаснувањето на ова поглавие, авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах го донесе ова поглавие во книгата на Китабут Таухид, зошто оние луѓе кои имаат грешки или негираат или отфрлаат нешто од Аллаховите имиња и својства, тие последици после се пренесуваат исто на теухид ел-улухија. И затоа велит шейх Салих ал-Шейх дека оние секти, групи како Джахмија, Му'тазила, Рафида, Ел-Ашаира, сите овие, значи, секти кои се заблудни секти, што имаат или целосно, или па некој дел од есма ва сифат ги имаат негирано, тоа како последица, таа негација, дошло после, значи, да тие имаат грешки во разбирањето на теухид ел-улухија. И затоа, значи, после рекле тие дека теухид ел-улухија, значи, за нив, што значи теухид ел-улухија? Значи, кога ќе ги прашаш што значи исто шахадетот, шахадетон ла илаха илlallah, дека никој нема Господ освен Аллах. Ова разбирање, значи, никој нема Господ освен Аллах, оваа последица од каде иде? Оваа последица иде, значи, поради нивното недобро разбирање за Аллаховите имиња и својства. Значи, тие не ги разбрале првош Аллаховите имиња и својства како што треба, и како последица после, тоа ги следи ним таа последица, значи, во теухид ел-улухија немаат разбрано како што треба. Шейх Арафат хафидахуллах велит дека е познато, односно се знајт, дека од акидато ахли сунна вал джамаа, значи од верувањето на ахли сунна вал джамаа е да ние да ги потврдуваме сите имиња и својства Аллахови кои се дојдени во неговата книга и во сунетот од пегамберот алейхи салату вассалам. Значи, ова е од верувањето на ахли сунна вал джамаа. Значи, да тие веруваат во оние имиња со кои се има наречено Аллах субханаху ва таала во неговата книга. Или па посланикот салаллаху алейхи ва селам во суннетот кој е аутентичен. Исто така и за својствата, исто така и за својствата
И тие се вика на арапски таукифија. Таукифија значи нема место тука логиката на човекот. Значи кај имињата на Аллах субхана ва таала и неговите својства нема место тука логиката на човекот. Да човекот со својата логика да се труди и да речете ка ова е име Аллахово, ова не е име Аллахово, ова е својство Аллахово, ова не. Овде нема значи место логиката. Туку потврдуваме она што е дојдено во Аллаховата книга и она што е дојдено во сунетот од пегамберот салаллаху алейхи ва селам, без да правиме примероци. Многу е важно, значи, без правење примероци, значи да велиме, па тогаш слухот од Аллах Джелешану е вака и вака, како од створенијата, не. Тоа не сме да го правиме. Или споредби да правиме. Или па да влагаме во начинот на тие својства. Значи, забрането ни е да влезиме за нас, да влезиме во начинот. Значи, како се, кейфија, на арапски се вика, значи, кейфија. Значи, да влезиме во кейфија, во начинот. Значи, како е тој начин на својството. Тоа, значи, не го знаеме. Тоа не го знаеме и затоа, значи, не влагаме во тоа. Велит исто, имам Уфеймин, рахимахуллах, дека el-џехду, зашто во насловот на поглавието е мен џехада шејан мин el-есмаи ва сифат. Значи, оној кој негират, односно отфрлат нешто од Аллаховите имиња и својства. Отфрлањето или негирањето, вели шех Утемин рахимахуллах, е две врсти. Првата врст, значи е отфрлање, негирање, кој поради тоа отфрлање и негирање кој го прави човекот, излагат од верата. Зошто тој нема никаква база. Нема никаква база за тоа негирање. Например, велит лейсе лиллахи једун. Лейсе лиллахи једун, Аллах нема драка. Значи велит лейсе лиллах, Аллах Джелешану велит има раца. Тој велит лейсе лиллах. Тој негира за Аллах Джелешану, значи тој негира со ова Куранот. Значи тој негира со ова, значи Куранот кој е објавен од Аллах субхана ва таала. Или вели, значи, дека лейсе леху ајнун. Значи, немат Аллах субхана ва таала очи. Немат очи. Или па, вели, не се немат Аллах субхана ва таала возвишено над неговиот столб, над неговиот арш. Сите овие работи се, значи, докажани во Куранот и во Сунетот. Ако иде некој ги негират, тој е, значи, вели шех Утемин рахимахуллах, дека тој е неверник. Излагат од верата. Исто, има друга врст на негација, што исто се враќаат на првата, а тоа вели шех Утемин рахимахуллах, да ги негират Аллаховите имиња или својства со тумачење погрешно. Например, во Аллаховиот говор, бел једаху мебсутатан. Значи, неговите раце, значи Аллаховите раце овде, вели со намера тука е небото и земјата. Значи, зборот раце го тумачи со небо и земја. Ова тумачење нема база никаква во арапскиот јазик. А вели шех Утемин рахимуллах, ако тој идет и велит овде со раците се наменуват благодатот и добрината и милоста, тогаш велиме ова има база во арапскиот јазик. Ова има. Тогаш не е тој неверник, но е новотарец. Зошто? Никој од сахаба ридвануллахи алейхим, од имамите на оваа вера, не дошол и да речи дека тука, значи со кога се спомнуваат раците, значи Аллаховите раце, никој не рекол од селеф дека тука целта е, значи милост, благослов и така натаму и така натаму. Значи ова разлика има. Ако има некогаш, значи во арапскиот јазик, иако е таа нека далечна подлога, што не се употребува многу често, но постои негде, тогаш велиме, значи, тогаш
поради него што тоа му имат, значи, измамено, за тој да излизгат во таква грешка, тогаш вели Шейх Утхемин рахимуллах, за него не се вели дека е неверник, но дека е новотарец. Но сите овие работи, значи, за неверник и за новотарец, значи, имат потреба за луѓе кои имаат знање, првош, да им се објаснит со аргументи вистински, дека тоа што тие го негираат е неверство. Ако тие после тоа продолжуваат повторно со инает во тој пат, тогаш, значи, се алими тие кои ги осудуваат за неверници. Значи, ова работа не е толку лесна. Ова е огромна работа, баракаллаху фикум. Потоа, велит имам Утхаймин, рахимахуллах, во врска за Аллаховите имиња, дека Аллаховите имиња се, значи, содржуваат означување и својства. Значи, сите тие имиња, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ар-Разак, што означуваат овие, означуваат, значи, се означување за Аллах субхана ва таала. Сите овие имена, значи, се враќаат, значи, означуваат кого? Аллах субхана ва таала. Но, тие имаат не се само имиња, без содржина, туку се имиња кои имаат, значи, содржување. Значи, секое име од Аллах субхана ва таала исто содржува, значи, својство. Не е вели Шейх Утхаймин рахимахуллах како кај човекот. Мој човекот да се викат Абдуллах, но да бидат мин екферин нас, од луѓето кои највеќе прават куфра. Тој не е во вистина Абдуллах. Значи, тој не е спрема неговото име што му е дадено. Но ке Аллах субхана ва таала не постои вакво нешто. Значи, да се рече тој е Ар-Разак, оне кој дава ризк, ама него нема тоа својство. Не, се склопува својството потполно, значи, со името. Или, пример, како да исто името вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, Мухаммед. Но тој да не биде во вистина Мухаммед, значи фален и прочуен со тоа име. И таке натаму, и таке натаму. Потоа исто велит Шейх Утхаймин рахимахуллах, значи, имињата на Аллах субхана ва таала се содржувачки, но различни. Значи, содржувачки, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, што е целта тука? Содржувачки, значи, дека сите алудираат за Аллах субхана ва таала. Значи, сите алудира, кој име да го спомни, значи, тоа алудира, значи, за кого? За Аллах субхана ва таала. А различни се од аспект гледано, значи, во значајноста. Значи, не е Рахман, немат исто значење како Гафур. И така натаму. Значи, имаат различно, значи, значење. Исто вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, во врска со Аллаховите имиња, не се ограничени со број. Значи, Аллаховите имиња не се ограничени со одреден број. А вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, во врска со хадисот, во кој вели посланикот саллаллаху алейхи ва саллам, инна лиллахи 99 исман, мен ахсаха дахала алџанна. Значи, Аллах субхана ва таала има 99 имиња кои ги исполнуваат ним. Значи, ова кои ги набројуваат овде, ова набројување не е само да ги научиш на памет, да ги меморизираш и да ги спомниш, не. Значи, да ги исполниш. Да исполниш, значи, значајноста на тие имиња. Зошто? Зошто вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, она што сме задолжни во врска со верувањето во Аллаховите имиња и неговите својства, да веруваме дека тие имаат, значи, значајност, да веруваме дека содржуваат својство и да веруваме исто во плодовите кои алудираат тие имиња и тие својства.
Ovo je mnogo važno. Znači, kako što veli šejh Salih al-Šejh, posle koga učiš ti, koga naučuvaš ti, znači Allahovite iminja i Allahovite svojstva, na kraj ide ti da ovije iminja i tije svojstva da ostavat kaj tebe traga. Znači, ako znaš ti tek Allah subhanahu wa ta'ala je semije, znači se slušat, toga što što praviš, ne zboriš samo osnovno ono što go zadovoljuvat Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, ako znaš tek Allah gledat, el basir, toga što ne praviš osnovno oni raboti koji su ti Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen. Znači, zašto ova je celta od učenja to na tije iminje, na tije svojstva. Za tije da ima, znači, efekt vo naši život. Da ti ima, znači, efekt vo naši život. Znači, ne se samo da gi naučime take, znači, na pameta. Vo vrska su hadisot, veli šejh Uthejmin, rahimahullah, ovoj hadis, znači, vo koji veli poslanik od sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala ima 99 imena koji gi naučuvat, odnosno gi ispolnuvat blagat vo džennet, ne znači to ovdje ovaj hadis teka Allahovite imenja se ograničeni vo broju od 99. Ne. Туку имате други хадиси, значи, кои кажуваат исто дека Allah тали има повеќе имиња. Но овај пример во овај хадис е како еден човек, вели шейх Уthejmin рахмуллах, кој вели јас имам 100 коњи или камили кои ги давам во патот на Allah субханаху ва таала. Не значи дека тој нема други коњи дома. Тој може да има уште 50 други, и уште 10 или уште 2. Ама овие 100 ги одредил тој да ги даде, значи, во патот на Allah субханаху ва таала. Значи, ова е примерот во врска со овој хадис. Потоа вели шейх Уthejmin рахимахуллах, во врска со Аллаховите својства, вели шейх Уthejmin рахимахуллах, тие се поделуваат на 3 категории. Првата категорија својства на Аллаховото битие. Кои се својства од Аллаховото битие. Втора категорија, вели шейх Уthejmin рахимахуллах, својства кои се нарекуваат делувачки својства во делување. И трета категорија, вели шейх Уthejmin рахимахуллах, својства на известување. Значи, својства на известување. Во врска за првата категорија, што се неодделени својства од Аллаховото битие, вели шейх Уthejmin рахимахуллах, како на пример ес-сама вал басар, значи слухот, гледањето. Значи, овие се својства не можеш да ги одделиш од Аллаховото битие. Секогаш се со Аллах субханаху ва таала, секогаш ги имат. Секогаш, значи, ги имат. А својства на делување, вели шейх Уthejmin рахимахуллах, се оние својства што се поврзани со Аллаховата волја. Кога сакат ги правит, кога не сакат не ги правит. Спрема неговата волја. Како, на пример, ен-нузул, слагањето на небото на дуњалокот. Ова е својство на делување. Го правит Аллах Джелешану, значи спрема неговата волја. Би меши етихи. Значи со неговата волја. Кога сака тој. Исто така, значи, и воздигнувањето над неговиот стол и слични, значи, од тие својства. Исто вели шейх Уthejmin рахимахуллах, дека темата на својствата е многу поопширна од темата на имињата. Значи, секое име содржуваат својство. Ама не секое својство содржуваат име. Значи, секое име, значи, содржуваат својство. Ама не секое својство содржуваат име. И велите со шейх Уthejmin рахимахуллах, сите имиња и својства со кои е опишан Аллах субханаху ва таала
се реални. Се реални. Се вистиности. Значи не се метафорични. Туку се реални вистиности. Но без да влагаме, вели Шейх Утемин рахимуллах, во начинот на тие својства и во правење на споредби. Зошто Аллах субханаху ва таала вели лейсе кемислихи шеј. Ништо не е како него. Значи овде Аллах субханаху ва таала вели во неговата книга лейсе кемислихи шеј. Ништо не е како него. Но во истиот ајет, одма после овај збор лейсе кемислихи шеј, Аллах таала вели ва хуа семиул алим, ва хуа семиул басир. Значи ва хуа семиул басир, тој е оној кој се слушат и се гледат. Значи од една страна Аллах џелешану негират и вели Шейх Салих ал Шейх, ова е значи од начинот на Куранот кој Аллах субханаху ва таала ги воспитува верниците. Исто е тоа како ла илаха. Никој нема право. Значи првош негираме. Првош го очистуваш срцето од сите богови и обожавања. Исто и овде. Го очистуваш срцето од сите споредби и начиња што можеш да замислиш ти во главата твоја. Лейсе кемислихи шеј. Значи ништо не е како него. Што и да замислиш ти со логиката твоја, ништо не е како него. Но исто време, како што вели Аллах џелешану ла илаха илла Аллах, значи никој нема право да биде обожаван, значи се очистува срцето од сите обожавања, од сите кипови, од сите богови, од сите гробови. Илла Аллах. Освен еден единствен има право да биде обожаван Аллах субханаху ва таала. Така и овде лейсе кемислихи шеј, ништо не е како него, ништо. Ва хуа семиул басир, а тој е, значи после потврдуваат. Ти потврдуваат дека тој се слуша и се гледа. Вели Шейх Салих ал Шейх, зошто во овај ајет се спомнати овие две имиња? Ес-Семиъ вал Басир. Зошто се овие две имиња кои содржуваат значи две својства? Зошто овие две имиња? Вели Шейх Салих ал Шейх, поради што сите створенија, збориме сега, имаат слух и гледаат. Но кога сите створенија имаат слух и гледаат, но нивниот слух и нивното гледање се разликуваат меѓу нив. Слухот или гледањето на мравата и на слонот не се исти. Ушите на слон се виделе колку се? Например, значи слухот или гледањето, како што велат порано кај мене во селото, велат конјот гледаат многу добро. Коњите, значи како животни, гледаат многу добро. Или па исто кога биле на умра или на хаџ, значи камилата што велите се кажува, значи зашто Аллах субханаху ва таала што вели афала јанзуруна илал ибили кајфе хулиқат. Значи а не гледаат ли тие во камилата како е таа створена? Ва ила семаи кајфе руфиат, и на небото како е кренато. Алимите велат камилата е спомната пред небото, пред планињето и пред земјата. Значи пред овие три огромни створенија, значи небото, земјата и планињето. Аллах џелешану прво што спомнуваат камилата, после овие другиве створенија. Зошто камилата е голем знак дека овај универзум мора да има створител. И од работите што се разликуваат камилата од многу други животни, значи на очите нејзини имаат како вид на преклопти, како перки, што може дојти во пустината кога имаат многу голем ветер, кога се креват прашината, што кога се креват прашината е многу тешко да се оди по пустина. Но камилата оди. Значи, што да се вратиме пак тука назад, како што вели Шейх Салих ал Шейх, значи сите створенија имаат слух и значи поглед, гледаат. Но тие меѓу себе се разликуваат, значи.
И човекот исто се разликува во неговиот слух и во неговите очи од створенијата, други, од животните односно. Како е тогаш со створителот на тие животни и на тој човек? Аллах субхана ва таала. Значи, слухот на Аллах субхана ва таала и гледањето се совршени, без никаква мана. Без никаква мана. Но, како се? Не знаеме. Зошто? Аллах Джелешано не ни кажал нас. Не ни кажал нас. И затоа ние, значи, се држиме на она што е дојдено во Аллаховата книга. Од аргументите кои ги спомнуваат авторот Шејхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахмуллах во ова поглавие, е Аллаховиот говор, а тоа е: وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ. Тие го негираат Ер-Рахман. Тие го негираат Ер-Рахман. Кој се тука, кој се намеруваат тука, значи со Ер-Рахман? Се Ел-Курейш. Ел-Курейш, кога дојдоа во Сулх Ел-Худейбија, значи во договорот, кога склучи пекамберот алейхи селату вассалам во 6-та година договор меѓу муслиманите од Медина и мушриците од Мека. Овде, во текот на склучувањето на овај договор, му рече пекамберот алейхи селату вассалам на Алија ради Аллаху анху: о Али, пиши на тој лист Бисмиллахир Рахманир Рахим. Тогаш од мушриците кои беа тука рекоа не. Ер-Рахман не го знаеме, не го признаваме. Овде вели Шейх Уфемин рахимуллах, многу е важно. Овде не го негираат тие наречениот со ова име, туку го негираат ова име за него. Што значи? Тие не го негираат Аллах Джелешану. Значи, научиле ние во трите темели, ако ги прашаш Аллах Джелешану, шо ла ин саелтеху мен халака самавати вал ард, ла јекулунна Аллах. Ако ги прашаш ти кој ги створи земјата и небото, ќе потврдат тие, ќе речат без сомнеш, Аллах ги створил нив. Значи, тие овде не го негираат Аллах Джелешану, кој е наречен со тоа име, Ер-Рахман, но името го негираат за Аллах Джелешану. Ова име не го прифаќаат, веле не го познаваме ова име. Затоа велите Аллах Таала: وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. Тие, значи, го негираат, го отфрлаат Ер-Рахман. Значи, името на Аллах Субхана ва Таала, кој е, значи, што значи по нашиот јазик, се милосен. Кул хуа рабби, кажи Мухаммед, кажи им, тој е, значи, мојот господар, мојот господ, рабби. Ла илаха иллаху. Прво, значи, речи им дека тој е мојот господ. Зошто? Што значи тоа хуа рабби? Значи, тој ми има створено, тој ми дава риск, во неговите раце е мојата смрт, живот и така натаму. Кога се тоа е во неговите раце, ла илаха иллаху, тогаш е тој единствен кој има заслужено да биде обожаван. Алейхи таваккалту, јас на него се наслонувам. Ва илейхи метаб, и јас се враќам со покајување кај него. Значи се покајувам само кај него. Зошто ет-теуба е ибадет. Ет-теуба е ибадет. И тој ибадет не припаѓа за никого освен единствено само за Аллах Субхана ва Таала. Ако му го посветиш на некој друг, правиш ширк. Но зборот на арапски, како што вели Шейх Уфемин рахимахуллах, етубу, тауба, мој да имати значење ер-руџу. Ер-руџу се повраќам, се тргнувам од оваа работа. Ова е дозволено да му го речиш, да биде употребено, значи, и во врска со Аллах Субхана ва Таала, но исто во врска со створенијата. Вели Шейх Уфемин рахимахуллах, влезе еден ден посланикот алейхи салату вассалам во својата куќа, кај Аиша ради Аллаху анха, и најде едно перде кој имаше, значи, некои знаци од некои животни. Тогаш
застана кај вратата на влезот и не сакаше да влезе внатра. Кога забележа Аиша ради Аллаху анха тоа нешто, тогаш рече Аиша ради Аллаху анха: "Етубу ила Аллахи ва расулихи." Етубу ила Аллахи ва расулихи. Значи јас овде ако гледаме буквално да го земиме зборот етубу, буквално, тогаш јас се покајувам кај Аллах и кај пекамберот. Но ова значи јас се враќам назад, значи останувам на она што е Аллах и пекамберот во врска со правилата на верата. Вели Шех Усаймин рахмулла, ова исто пример е кога таткото својот син го воспитува и синот вели етубу. Етубу, значи теуба, права теуба. Што значи тоа права теуба? Значи се враќам од тие проблеми, не ги правам повеќе. Значи тоа е етубу. Затоа значи некој пат треба да знаеме дека во некои ситуации можеби не сме го научиле само теуба дека ибадет и некој ако го потреби за исто меѓу луѓето и да мршиш ти сега падна во ширк. Значи гледате некој пат некои мали ситни работи што се многу важни, што треба да бидеме значи внимателни и пазливи. Да не осудиме некого значи со неправда, Потоа следниот аргумент кој го спомнуваат авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах во ова поглавје, тоа е велит авторот во фи Сахих ал-Бухари قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Во овај ефер, во ова пренесување кој е во Сахих ал-Бухари, велит Алија ради Аллаху анху: зборете им на луѓето со она што тие го разбираат. Значи, зборете им на луѓето со она што тие го разбираат. А би сакале ли вие да тие Аллах и неговиот пекамбер да го негираат, да го отфрлат? Ова што значи, вели Шех Салих ал-Шейх, во врска со Аллаховите имиња и својства, општеството на муслиманите имаат општо верување. Значи, не знаат тие деталите. Поради што не знаат добро деталите, ако ти со него почетно влагаш во овие длабоки теми, може да дојде до отфрлање, до негирање. Зошто тој прв пат го слушат, прв пат знаат и тоа, значи, му иде чудно и отфрлат. А во вистина отфрлат нешто што е вистина. И затоа, значи, вели овде Шейх Усаймин рахимахуллах, овај ефер, ова пренесување од Алија ради Аллаху анху е доказ да во даветот да се употребуваат хикма, значи мудрост. Мудрост значи да знаеш кога и со кого и во каква средина што зборуваш. Зашто може некои муабети за луѓе да бидат значи толку несфатливи за тие со како последица од тоа неразбирање, после да почнат значи да отфрлаат нешто од верата. Затоа значи многу е важно за да им зборуваш на луѓето она што го разбираат и да биде значи учењето битедарруч, значи чекор по чекор. Значи не оденнош, зашто затоа ја објавата колку време траше, 23 години. 23 години. Значи има потреба човекот, секој човек, значи има потреба значи време. Време се додека значи да се отсварсти, да биде испечен. Тоа треба значи да помине значи време. Исто велит Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند المحكم ويهلكون عند المتشابه. Ова е последен ефер, предпоследен, кој го спомнуваат авторот рахимахуллах во ова поглавие, во кој Абдулла ибн Аббас ради Аллаху анхума
виде еден човек, забележа еден човек, кој почна да се треси, поради еден хадис кој се спомна од пекамберот алейхи салату вассалам во врска со Аллаховите својства. Значи, тој начин на тресење, како што вели овде Абдул ибн Аббас ради Аллаху анхума, беше начин, значи, на отфрлање на тој хадис, значи на неприфаќање, на негирање. Тогаш Абдул ибн Аббас ради Аллаху анхума рече: Ма фараку хаула, велит Шейх Уthаймин рахимахуллах, што е причината за страв на овие луѓе? Значи, зошто се плашат тие овие својства да ги потврдат за Аллах субханаху ва таала? Кога овие својства ги имат за себе Аллах субханаху ва таала потврдено и неговиот пекамбер салаллаху алейхи ва салам. Значи, тие ништо не потврдуваат освен она што потврдил Аллах субханаху ва таала и неговиот пекамбер салаллаху алейхи ва салам. И затоа, значи, не треби да биде, кога има некој работи човекот не ги слушнал или не ги знае, тогаш, значи, се враќат кај оние што имаат компетентност за тие работи да му ги разјаснат. Значи, да му ги разјаснат. Тоа е, значи, многу важно. За да не продолжи тој сам во тие недоразбирања, туку што побар го гледа да се вратит кај луѓе кои знаат и може да му ги разјаснат. И на крај, Шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах го спомнува исто тоа на почетокот, дека лемма семиат Курейшун Расулаллахи салаллаху алейхи ва салам јазкуру рахман анкару залик. Значи, кога курейшитите, кои во тоа време беа, значи, мушрици, неверници, непријатели на исламот и на пекамберот алейхи салату вассалам, кога тие го слушнаа во сулхот на Худејбија, кога го слушнаа пекамберот алейхи салату вассалам да спомнуваат Аллаховото име Ар-Рахман, анкару залик. Анкару, значи, го негира. Не го прифаќаме ова име. Значи, не го прифаќаме ова име, не го знаеме ова име. Тогаш слезе овај ајет. Фа ензел Аллаху фихим. Значи, тогаш слезе ајетот, значи, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Значи, hum yakfuruna bir-Rahman, тие го негираат, значи, семилостиот. Зошто во врска со објавата на Куранот, значи, е две врсти на објава. Или објава кој почетно без никакви, значи, случки или настани идат објава, значи идат ајети за некоја работа, прописи и така натаму. Или па некогаш ајетите идат како е тука случката се што гледаме со причина. Значи се случува нешто, дали било во Мека, дали било во Медина, дали било во некоја битка надвор од Мека и Медина, се случува нешто, тогаш иде, значи, објава за таа работа. Или па некој прашуваат нешто. Значи, како резултат на тоа прашање, иде после објавата. Или некој па, значи, без да има нешто претходно случено, без да има некој прашано, без да има некоја случка да се има направено, иде за некоја работа прописи. Но овде, како што гледаме сега, зашто од науката на тефсирот, е учењето асбабун нузул, причињето зошто се ајетите објавени. Значи, причината зошто се ајетите објавени. Ова е, значи, наука посебно, за да знаеме, значи, и алимите на тефсир, ова многу му даваат голема тежина и вредност. Значи, причината зошто, значи, овај ајет е објавен. Но, што е исто важно во оваа работа, да, имат во многу случаи причиње зошто е објавен тој ајет. Но ајетот, значи, значајноста и пораката од тој ајет не остануваат поврзано со таа случка само. Туку значајноста вреди до судниот ден. Не да речеш ти, овие пример, сега само горе вела тоа, овие ајети, пример,
на пример, да речеме, се слезени за мунафиците. Добро, за кои мунафици? Па тие што беа во Медина, во времето на пекамберот алейхиссалату вассалам. И тога сега нема гајле, значи, не, ти треба да бидеш пазлив, внимателен, да не паднеш ти исто во тие својства кои се опишани мунафиците во тие ајети. Значи таа предупреда важи, значи, за нас до судниот ден. Баракаллаху фикум. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.